Владините проекции за раст на домашната економија од 3,2% за годинава се невозможна мисија, велат експертите по денешниот податок на статистика, дека во првото тримесечје од годинава бруто домашниот производ порасна само 0,1%. По стагнацијата на домашната економија во минатата година, овој податок за првиот квартал ги подрива сите надежи, бидејќи за да се дојде до 3,2% раст, потребно е останатите 3 квартали економијата да расте со најмалку 4 до 5%, што според нив е невозможно. Тие велат дека ревидирање на растот надолу ќе мора да има, но се загрижени што ниту годинава не започна со раст на економијата, дури при толку ниска споредбена основа од 2017 година кога растот на БДП беше 0%. Запирањето и забавувањето на инфраструктурните проекти според нив се главната причина за застојот на домашната економија. Податоците за првиот квартал се само рефлексија на она што се случуваше во претходната година. Економијата беше ставена во целост во заден план. Запирањето или забавувањето на важни инфраструктурни проекти и забавеноста во реализацијата на странските инвестиции се двигатели на отсуството на раст. Имено, падот кај бруто инвестициите продолжува да биде значаен минус 9%, додека пак падот во градежништвото е рекорден досега минус 37,2%. Дополнително загрижува забавувањето на растот на потрошувачката на домаќинствата, кој во претходните години се одржуваше на солидно ниво и покрај политичката криза. Ова се всушност ризиците за кои Finance Think укажува уште во март, а кои ќе повлечат и надолна ревизија на стапката на раст за целата 2018 година. Владин фокус врз економијата и повторно заживување на растот сега е попотребен од било кога претходно. Дополнително ваквата слика покажува дека фокусот мора да биде врз тоа како да креираме нова вредност во економијата, со влез на свежи пари во неа. Ако сакаме раст на економијата од 3 до 5%, владата мора да ги реализира ветените инфраструктурни проекти, порача и бизнис заедницата. Председателот на Стопанската комора Бранко Азески му порача на вице-премиерот Ангјушев дека во наредниот период ќе биде подложен на силен притисок од бизнисот, владата да го реализира ветеното. Вице-премиерот Ангјушев пак е оптимист дека до крајот на годината растот на БДП ќе биде во рамките на предвиденото. Според него, намалување на активностите на компаниите Синохидро и Трансмет и неколку градежни компании што влегува во пресметката на БДП го прават ваквиот резултат.